Жителите на прилепските села Ореовец и Крстец се жалат дека дрвократците со години им ги пустошат имотите. Им ги сечат расадниците и им ја крадат приватната шума. Постојано пријавувале и во полиција и во шумската полиција, но велат дека државата не превземала ништо за да ги заштити. Понекогаш се плашат и за својот живот. Велат дека дрвократците се вистинска организирана мафија која комплетно го испустила овој предел. Како да се случува втора Хирошима. Се ни е уништено. Имотите, приватната шума, покрај приватната шума, расадници, се живо, ореец, реши. Овде в село имам околу 3 хектари шума, а поништено ми е хектар и пол. Тоа е 100%. Сега овој нареден пат што треба да влеза легува кај мене. Во него има околу 400 кубика дрва. Тоа за месец дена ќе го нема сигурно. Значи ништо не помага, ни шумска полиција, ни држава, ништо. И додека снимавме во далечината можеа да се забележат луѓе со запрежни коли, за кои жителите на овие две села велат дека ги краделе нивните дрвја. Жителите обвинуваат дека дневно само од овој предел се крадат по околу 80 кубни метри на дрва. Со ова темпо велат дека за неколку години тука немало да остане ниту дрвце. Имам 2 хектари шума. Да појдите сега нема едно дрвце да најдете. Не брча моторките. Нон-стопито. Ние викаме бавчите, работиме Крстец, викаш, не бе, брате, 5-6 души се собрај, не можеш да се прибериш до нив. Се закануваат и ќе те убија дори. Во шумска полиција ми вика, колата ни е расипана, па не можеме, а се имам и директно Скопје јавено. Морам и ова да го кажам. Јас најодговорно тврдам. Во полиција исто така се јавувам, има една госпожа од Битола на 192, само што ми го слушни гласо и таја го исклучува телефоно. Од шумската полиција признаваа дека дрвократството во Прилепско е во голем подем. Се пожалија дека не се доволно технички опремени, а немале ниту доволно возила за на терен. Исто така истакнаа дека постојано добивале закани по живот од страна на дрвократците. Побараа итно воведување на поригорозни казнени мерки за дрвократците и законски измени во оваа сфера.